Свои играчи. 2025-2026, што значи август наредната година. Затоа што е потребен рок од 4 до 5 месеци за обука, за инсталирање на целата потребна камери и се тоа што е потребно за техника за ВАР. Меѓутоа сигурно ќе биде инсталиран со почетокот на наредното првенство. Ја во мојот одговор таа порака ја пратив. Сите оние добронамерни кои што сакаат да учествуваат во работењето на Фудбалската федерација во иднина, вратите им се широм отворени. И ние сме свесни дека мора да работиме уште понапорно за да имаме подобри резултати. Историските успеси на Европското првенство и победата против Италија, ние мора сето тоа да го докажеме во наредниот период со континуитет на квалитетни игри и мора да го направиме тоа што е најповеќе потребно во моментот, да сите оние што се способни, што заслужуваат да играат за нашата репрезентација, да учествуваат во тоа. Тоа што значи да сите треба да ги остават суетите на страна, бидејќи националната репрезентација е гордоста на Македонија и од таа причина секој оној што има желба и што заслужува да игра за репрезентацијата треба да даде свој допринос. Приоритетите се ќе имаме комплетна реконструкција на начинот на работење во младинските категории, каде што мислам дека работите не стојат добро. Ние не го искористивме пласманот на Европско првенство за да сето тоа го верификуваме во наплив на нови млади играчи. Таму ние стагнираме, имаме многу лоши резултати и основа ќе ни биде во тие категории да се направи една реформа која планираме во рок од 2 години да покаже некакви резултати. А сето тоа после да младите селекции бидат расходник за репрезентацијата до 27 година, од која што треба да црпиме играчи кои што понатака ќе настапуваат во селекцијата. Може да очекуваме брзи промени во однос на селекторски позиции или не е разгледано нешто такво последни веки? Видете, во овој момент не се размислува за такво нешто. За волја на вистината ние бевме први во групата и немам намера да влечам нефудбалски потез, веднаш да ви го кажам. Без разлика на кризата на резултатите што ги имавме и кризата во играта во одреден период, факт дека сме ние моментално први во групата и уште во март започнуваме со квалификациите за светското првенство. Едноставно, за сите во фудбалот, па и за мене, истото ќе важи за селекторите, резултатите. Значи, господинот Милевски во моментот е селектор на репрезентацијата и не планирам во тој поглед таму никакви промени. Нормално се ќе зависи понатака од резултатите и од игрите што ги прикажат репрезентативци. За додале спомн. Дали мислите да враќање на степот со јавија на едино во репрезентација? Не мислам само за нив, мислам за сите играчи кои што од некакви си причини не настапуваат за репрезентацијата. Значи, Македонија е мала земја, ние немаме богатство да се расфрламе со премногу играчи. Ние мора тоа што го располагаме да го искористиме максимално за добробит на репрезентацијата. Да, мислам и другите за Стефан Ристовски и Адеми, кои што се одлични фудбалери, прекрасни луѓе и кои што настапуваат во Лигата на шампионите, нашиот ристовски капитан на Динамо и Адеми. Ја не гледам причина, нормално треба да се седне да се разговара, со разговор за све ќе се најде решение. Меѓутоа напоменувам, интересот на Република Македонија, односно на селекцијата е на прво место, а после се други. Прашање во поглед на инфраструктурата, може ли да очекуваме некој проект во партнерство со државата во поглед на тревните подлоги, затоа што играме веројатно на диви треви, неколку стадиони се само, можем да кажем, во функција, бидејќи тоа е преголем проект, иако не е обврзана федерацијата, меѓутоа може да се овозможи со партнерство во држава. Знаете, прво да се влезе, да седнам, да направам една анализа и нормално е. Јас го кажав тоа во мојот говор, основа за да произведуваме добри квалитетни фудбалери се терените. Трибините следуваат после тоа. За да трибините се полнат, треба да имаме добар фудбал. За да имаме добар фудбал, треба да произведеме добри фудбалери. Играчите се произведуваат на добри фудбалски терени во добри услови. Наша прва задача ќе биде да секаде каде што можеме во соработката со државата, локалната самоуправа, нормално поддржани од ФИФА и УЕФА, која сето тоа го помага финансиски, да створиме услови за напредок на младите фудбалери. Дека ќе дадам се од себе да обезбедам честно првенство, затоа што Фудбалската федерација мора да има максимална почит кон сите собственици и спонзори на клубовите, бидејќи во денешно време е тешко да се издвојуваат пари како спонзорства.
За да ти останат како спонзори мора да имаат честни услови за игра. По честни услови се подразбира честно судење и сите услови да сите покажат тоа што знаат, да теренот биде репер кој е подобар. Ще едно прашање на крај. Имате цело време поддршката на Горан Пандев и Агин Ибраими, но кој ќе биде официјално вашата екипа, подписател на ПФМ и книгите во екипата? Рано е за тоа да го говориме. Времето ќе си го покаже своето, меѓутоа уште од денеска и од утре ќе видите дека започнуваат некои фудбалски промени. Она што е добро е да јас сум излезен од фудбалот. Добро е што сите членови на мојата екипа се поранешни фудбалери, одлични играчи, одлични луѓе и капитени биле на репрезентацијата, тоа се фудбалски имиња и легенди кои дале многу за нашата држава во секој поглед. Така да нивното знаење и сите заедно со добро менаџирање мислам дека ќе покаже резултати за имиња, не би сакал, не е ни коректно веднаш кога почнеме со имиња. Ви благодарам на сите. Добре,